Почитувани колеги, почнуваме со работниот дел на нашата прва школа. Ја поканувам професор Србиновска да го започне првото предавање. Кога се зборува за напредната, кога можеме да кажеме дека станува збор за напредната срцева слабост? Професор, ќе повелете? Да, благодарам. Јас технички ќе средам сега. Почитувам професор Бошевски, председател на Македонското здружение по кардиологија, професор академик Жан Митрев, колеги, гости. Драго Тања, ви благодарам за воопшто за одржувањето на ваква една школа, бидејќи сте знаеме колку е тоа предизвик да лекувате и да третирате еден пациент со напредната срцева слабост, особено пациент со срцева слабост и со напредната срцева слабост. Мене ми падна задачата да зборувам малку за тоа што значи напредната срцева слабост, незината дефиниција и класификација. Сте знаеме дека срцевата слабост представува една мајорна причина за морталитет, хоспитализација и намален квалитет на живот, заради што нашите пациенти најчесто бараат и помош. Секако дека смртноста и лошиот квалитет ќе зависи од степенот, односно стадиумот на напредната срцева слабост. Гледаме дека колку е поизразена степенот на срцевата слабост, толку е полошо и преживувањето и воопшто квалитетот на живот кај овие пациенти. Едно мало подсетување што значи срцева слабост и какви форми на срцева слабост имаме. Според последниот водич имаме пациенти кои имаат срцева слабост со сочувана инжекциона фракција, која всушност се карактеризира со симптоми и знаци на срцева слабост, со добра пумпна снага, значи инжекциона фракција повеќе од 50%. Меѓутоа, сите тие пациенти имаат една структурна или функционална абнормалност на миокардот, имаат диастолна дисфункција со зголемен притисок, лев вентрикуларен притисок на полнење и многу често со зголемени натриуритични пептиди. Значи, не секој пациент со диастолна дисфункција има срцева слабост со сочувана инжекциона фракција и тоа мора да го разликуваме, бидејќи малце беше нејасно како еден пациент кој има инжекциона фракција 60 се жали на замор, диспнеа и сите тие симптоми кои значат и срцева слабост. Така ќе видиме дека и во класификацијата на напредната срцева слабост има и пациенти кои се со сочувана инжекциона фракција. Втората група е пациенти кои имаат умерена инжекциона фракција, умерена редукција на инжекционата фракција, а тоа се пациенти кои имаат инжекциона фракција од 41 до 49 и пациенти со изразена редукција на инжекционата фракција, каде што симптомите се присутни, а инжекционата фракција е под 40%. И покрај тоа што имаме пациенти имаме период на стабилизација на овие пациенти со редуцирана инжекциона фракција, сепак тие може да развијат и влошување на хроничната срцева слабост, која се карактеризира со прогресивно влошување на знаците и симптомите на срцева слабост, која бараат интензивирање на терапијата или многу често хоспитализација или хоспитализации заради влошување на симптоматологијата. И покрај тоа што одреден процент на пациенти имаат трипла или четворократна терапија за срцева слабост, тие сепак може да развијат влошување на срцевата слабост и да имаат и дури смртен ишод. Дури гледаме тој процент воопшто не е за занемарување. Тие што имаат четворократна терапија, која е, гледате дека тука сите се ставени 4 групи, главни групи се ставени во терапијата, сепак 14,3% развиваат дополнителни проблеми, односно влошување на срцевата слабост. Од каде овој процент на пациенти кои имаат напредната срцева слабост, поголем процент од порано? Тоа е заради тоа што сега имаме подобар третман на овие пациенти, имаме подобрување на преживувањето на овие пациенти и секако заради тоа и старање на оваа популација. Според различни податоци, 1 до 10% од пациентите со срцева слабост развиваат напредната срцева слабост и гледате дека нивниот едногодишен морталитет е од 25 до 85%, што зависи во кој стадиум на болеста тие се, во стадиум од напредната срцева слабост. Меѓутоа, не само влошување на срцевата слабост, имаме и влошување кога имаме одредени коморбидитети. Гледате дека разликата на тие што немаат коморбидитети и тие што имаат коморбидитети е статистички сигнификантна, и тоа коморбидитети од типот на хипертензија, коронарна болест, фибрилација, атриална фибрилација, диабет,
хронична пулмонална болест и да не речам практички секој коморбидитет е пратен со зголемена процент на влошување на срцевата слабост. Како е дефинирана напреднатата срцева слабост? Значи, порано беше сите пациенти кои имаа инжекциона фракција под 35, тие влегуваа во групата на напредната срцева слабост, меѓутоа денеска се дефинира како еден клинички синдром кој се карактеризира со присуство на изразени знаци и симптоми на срцевата слабост и покрај тоа што имаме оптимална терапија која е третирана според evidence-based медицината. Значи, таа терапија која ние одредуваме нема веќе, значи, задоволувачки ефект, не ги контролира симптомите на овие пациенти и овој тип на пациенти бараат напреднати тераписки стратегии кои вклучуваат срцева трансплантација, механичка циркулаторен сапорт, било да е тоа краткорочен или долгорочен, потоа интермитентна потреба од инотропна терапија и секако дека тука имаме уредена група на пациенти со иреверзибилни промени кои бараат само палијативна нега. Би ги споредила класификационите групи на Американското здружение за срцева слабост и American College of Cardiology како една група, каде што имаме 4 класификации и во четвртата класификација спаѓаат групите кои имаат напредната срцева слабост. Тоа всушност се поклопува со ниха функционалната класа, каде што пациентите кои се со напредната трета функционална класа и четврта функционална класа практички се оние пациенти за кои зборуваме дека се работи за напредната срцева слабост. Меѓутоа, малце различна гледате и вие поделбата, меѓутоа во углавном се слични, односно овие пациенти со напредната срцева слабост се пациенти кои имаат срцеви тегоби, односно симптоми и за време на мир. Во 2018 година е направени се критериуми за дефинирање на напредната срцева слабост од Европското здружение за срцева слабост, кои се потврдени и во последниот водич за срцева слабост 2011 година од Европското здружение за кардиологија и тука имате 4 класификации. Всушност во првата спаѓаат пациенти со изразена и перзистентни симптоми на срцева слабост, тоа се напредната фаза, ниха функционална класа 3 и функционална класа 4. Значи тоа се исто што рековме со степенот на според Американското American College of Cardiology класа D, каде што имаме потреба од напреднати терапии за срцева слабост, како што е инотропна терапија, зголемена диуретска терапија, ставање на механичка циркулаторна потпора и секако дека и палијативната нега. Тоа е она што е, да речам, едноставно и вообичаено за препознавање. Меѓутоа, има тука и други состојби кои се вклучени. Тоа е инжекциона фракција која е под 30%, изолирана десна срцева слабост, неоперабилни пациенти кои имаат изразени абнормалности, валвуларни абнормалности и со така и конгенитални аномалии. Меѓутоа и тука спаѓаат и пациентите кои имаат сочувана инжекциона фракција, значи тоа се пациенти кои имаат често високи, значи зголемување на БНП и НТ-ПроБНП, како и изразена диастолна дисфункција или структурни заболувања на ниво на самиот миокард. Најчестата причина за пациентите кои имаат срцева слабост со сочувана инжекциона фракција е секако артериската хипертензија. Гледате дека имаме два правци како таа настанува. Едната е хипертензијата која води кон лева вентрикуларна хипертрофија, диастолна дисфункција и развој на срцева слабост со сочувана инжекциона фракција и доколку ја погледнеме класификационата група, тоест класификациона група 3, кога зборуваме за клиничката состојба, гледате дека покрај тоа што имаме хипертрофија на ѕидовите, имаме диастолна дисфункција, меѓутоа тука имаме и конгестија, кога всушност се јавуваат и клиничките симптоми и знаци за срцевата слабост. И секако дека ако тука се вклучи и коронарната артериска болест, многу полесно ќе настане и систолна дисфункција и пациентите ќе имаат пациенти со
редуцирана ежекциона фракција. Во целата оваа работа лежи левото вентрикуларно ремоделирање, кое може да се случи и кај пациентите кои имаат само диастолна дисфункција, и гледате дека кај пациентите кои имаат прават концентрично ремоделирање и ексцентрично ремоделирање, и тука имаме или нормална лева комора, меѓутоа зголемен лев вентрикуларен притисок на полнење, имаме крутост на левата комора, имаме кардиомиоцитна апоптоза, прогресија на кардиогената дисфункција, губиток на контрактилитет. Значи се тие работи може да доведат до ситуација на симптоматски пациенти и она што специфична терапија за овие пациенти. Доколку имаме пациенти каде што имаме хипертрофија на ѕидовите на левата комора, со релативно нормална ежекциона фракција, значи гледате дека овде имаме зголемена лева комора, хипертрофија на ѕидовите, една крутост на левата комора. Многу важно ни е некогаш проценката на глобалната дисфункција, значи миокардна деформација, која може многу порано да не ги открие овие промени на нарушена деформација, односно пациенти кои имаат веќе развој на срцева, на лева вентрикуларна срцева слабост, од типот на првично ни страда лонгитудиналната функција на левата комора. Меѓутоа, во понатамошниот тек и дури некогаш и независно од коронарната болест, пациентите со хипертензија може да прогредираат во пациенти кои имаат изразена лева вентрикуларна дисфункција. Гледате, овде имаме рестриктивен тип на диастолна крива, имаме силно нарушена лонгитудинална функција на левата комора, имаме редуцирана функција на глобалната лева вентрикуларна систолна функција. Така да овие пациенти скоро секогаш се симптоматски и доколку не превземеме нешто, водат кон крајен стадиум на нивната болест. Обично пациентите кои имаат изразена срцева дисфункција, имаат тенки ѕидови, имаат многу често и промени во самите ձидови на левата комора. Овие промени во однос на фиброза и развој на фиброза може некогаш да ни помогне и магнетната резонанца, за тие пациенти ги дефинираме. И она што би сакала да го потенцирам, дека овие пациенти многу често имаат и функционална митрална регургитација, за која мораме да бидеме многу внимателни, тоа би сакала да го потенцирам. Зашто? Заради тоа што кај пациентите, ова е наш пациент кој со ежекциона фракција негде под 30, со изразена редукција на глобалната лонгитудинална функција, заради таа голема митрална регургитација е направена реконструкција на митралната валвула и после тоа имаме влошување на функционалната состојба на овие пациенти, односно имаме за 6 месеци 3 пати појава на белодробен едем, а гледате дека во однос функцијата и глобалната и лонгитудиналната е силно нарушена. Така да мора да бидеме многу внимателни кога индицираме одредени интервентни процедури или одредени оперативни зафати кога се работи за пациенти кои имаат голема лева комора и слаба лева комора, бидејќи во овој случај функционалната митрална регургитација представува растеретување на левата комора. Вака со затварањето на митралната валвула се зголеми ендиастолниот волумен и притисок и пациентката е во една лоша општа состојба во постоперативниот период. Во однос на пациентите кои имаат десна коморна дисфункција, она што е важно е дека имаме и тука и на ремоделирање на ниво на десната комора, вклучени се компензаторните механизми, меѓутоа секако тие водат до крајна фаза на функцијата на десната комора. Во ремоделирање спаѓа прво хипертрофија на ѕидовите на десната комора, а после дилатација и компромитација во полнењето на левата комора. Гледате да наш пациент каде што имаме хронично натоварување на десната комора, каде што левата комора е компромитирана и каде што почнува да се компромитира полнењето и функцијата на ударниот волумен на пациентите со лева комора. Тоа е еден од практички од новите критериуми, од поновите критериуми за пациенти кои имаат напредната срцева слабост. Во третата категорија на критериуми спаѓаат пациенти кои имаат епизоди на пулмонална или системска конгестија, кои бараат високи дози на диуретици или комбинација на диуретици и инотропни лекови или вазоактивни лекови, и потоа пациенти кои имаат малигни аритмии и како и пациенти кои имаат чести хоспитализации во последните 12 месеци. Исто така, во четвртата група спаѓаат пациенти кои имаат изразена влошување на капацитетот за време на напор
и практички имаат низок 6-минутен тест на оптоварување помалку од 300 метра или максималната потрошувачка на кислород помало од 12 мл на килограм на минута или 14 доколку не земаат бета-блокатори, односно 50% од она што треба да тие го постигнат, секако дека тоа треба да биде од срцево потекло. Ова се документ, односно информации од HELP HIF регистарот, каде што се гледа дека пациентите кои ги имале сите овие 4 критериуми, во однос на пациентите кои немале сите овие критериуми, имаат многу полошо преживување и број на хоспитализација во однос на пациентите кои ги немале овие критериуми од Европското здружение за срцева слабост, поддржани од Европското здружение за кардиологија. Оно што е понатаму направено во однос на класификацијата на напредната срцева слабост, покрај тоа што знаеме дека класа D и напредната фаза 3 и 4 се состојби кои се поврзани со напредната срцева слабост, е така наречениот Интермакс профил, кој практички се дадени карактеристики, клиничките карактеристики на пациентите кои имаат напредната срцева слабост. Тоа го прави, тоа е направено за да видиме, значи поделбата е направена на ниво на самите пациенти кои имаат напредната срцева слабост, односно тоа е интерагенцијата која се занимава со механичка срцева потпора, и гледате дека тие се поделени во 7 групи. Првата е најтешка група и како одиме кон 7-та група, тука се пациенти кои се со полесна, може да кажеме со полесни карактеристики на напредната срцева слабост, значи од критични кардиоген шок до прогресивно влошување, до стабилизација со инотропни лекови, до симптоми за време на мир, за кои не толерираат напор, кои имаат одредена лимитирачки, можност за оптоварување и пациенти кои се класа 3-4 и класа D во однос на поделбата. Доколку ги анализираме овие промени, ќе видиме дека пациентите кои се критично во Интермакс 1 класификационата група, гледаме дека тие најчесто имаат ирезибилни мултиоргански оштетувања и се во многу висок хируршки ризик и практички имаат многу висока смртност од 70 до 80% за еден месец. Понатаму имаме прогресивно влошување на пациентите, Интермакс 2, со прогресивно влошување на симптомите на оваа група на пациенти, кои се зависни од инотропни лекови, кои покрај тоа што земаат инотропни лекови сепак имаат симптоми на клиничка слабост, на срцева слабост, потоа кои се стабилизираат, повторно се зависни од инотропни лекови, тоа имаат исто така лоша прогноза овие пациенти со висок морталитет. 4-5, каде што пациентите бараат високи дози на диуретска терапија и имаат изразена редукција на функционалната состојба, каде што практички може да ги обавуваат само одредени активности за време на мир. И 6 и 7, тоа се да речам од овие најтешки пациенти, најдобрите пациенти кои обично имаат добар бенефит, доколку се индицира нешто, па дури нешто порано од она што ги класифицираме сите луѓе, и гледате дека тука смртноста е малку помала, 25%, смртност во однос на другите поизразени Интермакс класификации кои рековме дека представуваат практички ризик стратификација на овие пациенти и практички одредуваат во која фаза кој третман би го препорачале. Сето тоа е многу комплексно и меѓутоа во секој случај важно е да ние навреме ги реферираме овие пациенти за напредната терапија за срцева слабост. Многу често и пациенти кои се да речам со полесна симптоматологија може да бидат индицирани за некои од нападните
терапии, меѓутоа мора точно да ги видиме оние криминирачки фактори кои ги брзо ќе ги воведат во една лоша општа клиничка состојба. Оној што се, да речам, важна проценка за пациентите кои може да бидат реферирани за напреднатите тераписки стратегии се НИКА функционална 3 и 4, потоа пациенти кои не ги толерираат добро, односно немаат задоволителен ефект после терапијата која е од водичите детерминирана и препорачана, имаат чести хоспитализации, имаат чести аритми, имаат влошена ренална функција. Реналната функција е една од многу лошите прогностички параметри кај овие пациенти, така да мора да бидеме внимателни кога станува збор за проценката и понатамошната индикација за оперативно лекување. И секако дека многу лоша прогноза имаат оние пациенти кои касно се реферираат, кои имаат мултиорган слабост и кои имаат кахексија и изразена ренална дисфункција. Така да мора да внимаваме да сите пациенти кои се со напредната срцева слабост навреме ги реферираме, односно како некоја порека би кажала дека овие пациенти мораме да ги препознаеме и мораме да ги реферираме според сите препораки да ги реферираме во одредени центри за напредната срцева слабост. Меѓутоа, пошто ние сме мала земја и такви центри немаме сега, меѓутоа мислам дека во неколку институции имаме луѓе кои се занимаваат со проблематиката на напредната срцева слабост, па би препорачала да овие пациенти кои ќе ги идентифицираме дека имаат потреба од напредната стратегија за решавањето на срцевата слабост да ги реферираме во овие центри, на овие луѓе што се занимаваат со таа работа, бидејќи тие центри секако дека ќе оценат етиологијата, ќе надополнат други работи за решавањето на срцевата слабост од типот на решавањето на коморбидитети, ќе проценат точно тераписката стратегија и секако дека она што е важно е да сите овие пациенти имаат мултидисциплинарен приод во евалуацијата на кандидатите и која тераписка стратегија ќе биде најпогодна за секој од нив. Ви благодарам на вниманието.